Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Учениците од петто одделение напорно тренираа и со нетрпение ги очекуваа државните спортски надпревари. Сите го даваа најдоброто од себе. И на завршната церемонија можеа да се видат блескавите лица на тие кои добија награда. Стојан трчаше како шампион. Замислете, ако тој почнеше добро, да трчаше најбрзо, да ги поминеше сите други и токму пред целта да седнеше настрана и да се откажеше. Незамисливо. Оној кој почнува добро, треба да трча добро и да го задржи темпото. Тоа важи и за секого кој живее со Исус. Важно е со вера да се почне живот со Исус, но потоа зависи од тоа како трчаме и колку сме истрајни. Исус ни помага и можам да видам како го направил тоа со Стефан. Имало многу луѓе кои сакале да го одвратат од верувањето. Во Библијата пишува дека тие луѓе дошле и почнале расправија, но Стефан не учествувал во расправијата. На тоа сите ги разгневило. Тие почнале насекаде да шират грди лаги во врска со Стефан, човек кој верувал во Бог и им помагал на сиромашните луѓе. Стефан дури морал да се појави на суд. Стефан го навреди Бог и кажа нешта кои се спротивни на законот. Дали обвинението е точно? Сите гледале во Стефан. Лицето му блескало како лице на ангел. Наместо да се брани, тој почнал да им раскажува за Исус. Божиот син дојде на земјата. Го распнавте на крст, но Бог го воскресна од мртвите. Дури и на суд, Стефан бил верен на Господ Исус. Тогаш погледнал кон небото и рекол: Ги гледам небесата отворени и Исус како стои од десната страна на Бог. Кога ги слушнале тие зборови, гневната толпа луѓе се нафрлиле врз него. Го тепале, го изнесле надвор од градот и го каменувале. Стефан истраел и му останал верен на Исус. Го каменувале до смрт. Пред да умре, тој се молел: Господи Исусе, доаѓам кај Тебе на небото. Прости им ги гревовите. Патот до целта бил тежок, но Стефан останал верен. А за тоа Исус му дал круна на славата. Да веруваш во Исус и да бидеш верен секогаш вреди, за тешкотиите, омразата и презирот да го немаат последниот збор. Најдоброто допрва доаѓа. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!